Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Пошумување во атарот на селото Мало Рувци, опожарен простор од минатата година. Учествуваа ученици од основното општинско училиште Кочорацин. Фудбалската школа Тони Прилеп годинава прославува 25 години постоење. Утре се одбележува 3 мај, светскиот ден на слобода на медиумите. Колку се слободни медиумите во Македонија? На 4 мај, недела, ќе се одбележат 122 години од погубието на Гоце Делчев и 113 години од смртта на Пере Тошев. Времето денеска сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Температурата се движеше до 20 степен Целзисов. Урбан маркетинг. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Учениците од основното општинско училиште Кочорацин Прилеп денеска во акција за пошумување засадија 2500 садници. Наставниците и учениците од основното општинско училиште Кочорацин Прилеп со помош на јавното претпријатие Национални шуми реализираа екоакција за пошумување на опожарената површина во атарот на село Мало Рувци. Тие засадија 2500 садници од црнбор, багрем, јасен и леска. Тоа е символ на нашата заедничка заложба за поздрава животна средина и поубаво утре, посочија тие. Минатата година оваа локација беше опожарена и претрпи големи штети од пожарот. Фудбалската школа Тони Прилеп годинава прославува 25 години постоење, што вели легендата на прилепскиот фудбал Тони Наумовски. 3 години беше на могила и ова година поради 25 годишнината од постоењето на мојата школа. Четврт век. Да, сакам да го одбележам малце поорганизирано и да биде на градски стадион. Датумот е последниот викенд од јуни, значи 27, 28 јуни, тродневен турнир ќе биде со покани на квалитетни екипи, нема да биде со пријавување. Од кои држави? Па претежно мислам дека Србија, Бугарија, Албанија нешто ако успееме. Има најава од Хрватска нешто, еден клуб ако успееме да го донесиме. И од Македонија сигурно од прволигашите. Утре се одбележува 3 мај светскиот ден на слободата на медиумите. 3 мај служи како потсетник за ризиците со кои се соочуваат новинарите во потрага по вистината во името на граѓаните.
Новинарите ќе го причекаат 3 мај, светскиот ден на медиумите, со плати пониски од просечната, со небезбедни услови за работа, а алармот дека често се мета на заплашување и насилство и говор на омраза останува. 70% од вработените или над 2000 медиумски работници се со плати под просекот во државата и истолкав број сакаат да ја напуштат оваа професија. Слободата на медиумите е многу често поврзана со правото на пристап на информации од јавен карактер, а овој ден се залага за слобода на информации како основно човеково право, клучно за информирано општество и за носење одлуки за функционирањето на демократијата. Македонија падна на 6-то место на индексот за слобода на медиуми на Репортери без граници според новиот извештај. На 4 мај, в недела, ќе се одбележат 122 години од погубието на Гоце Делчев и 113 години од смртта на Пере Тошев. По тој повод, делегација од општина, од Основното училиште Гоце Делчев, кој го носи името на револуционерот, граѓански здруженија и граѓани ќе положат цвеќе на пистата на револуционерот во училишниот двор. Воено делегација од општината и политички партии ќе се поклонат на гробот на Пере Тошев во црквата Свето Благовештение. Делчев кој пред повеќе од еден век го разбираше светот како поле за културни надпревари на народите, беше убиен од османлиската војска на 4 мај 1903 година во селото Баница на патот кон Сер. Роден на 4 февруари 1872 година во Кукуш. По убиството, неговите посмртни останки се чувале во Баница до 1917 година, кога биле пренесени во Ксанти, а потоа во Софија. До 1923 година ковчежето со коските се чувало во домот на Михаил Чаков. Останките на Делчев на 11 октомври 1946 година биле пренесени во црквата Свети Спас во Скопје. Временска прогноза. Времето денеска сончево и топло со мала до умерена облачност и температура до 18 степени Целзиусови, видуваше слаб до умерен ветер од северен правец. Попланево има локален развој на нестабилна облачност со краткотраен пороен дожд и појава на грамежи. Метеоролозите за утре предвидуваат слично време на денешното. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески. Мај 2025.